За ние имаме уште еден разговор во студио и уште еден интересен гостин, кој што го причека мојата колешка Слободанка, а станува збор за Дејан Николовски, чуле пејач на групата Dream Team, бидејќи има со што да се пофали оваа група, овој бенд, нов проект и ви ги препуштам следните минути нама. Благодарам, Оливера. И да, исто така многу сакам кога си разговарам со Дејан, со оглед на тоа дека сме од ист крај. И на крај може ќе си се пофалим и за друго, меѓутоа сега да ти кажам добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. А многу ми е чудно Дејан кога ќе кажа. Па и мене, искрено. Да, затоа што секогаш сите те знаеме по твојот надимак Чуле. Чуле, добре ни дојде. Прекрасен проект. Многу ми беше драго што има време да присуствувам и да бидам дел од вашата промоција. Dream Team и пријателите, тоа е една толку прекрасна идеја. Кому падна на памет, веднаш морам да прашам. Па, мислено, оваа, ајде да кажем, заедничка идеја на сите членови, да кажем, на Dream Team, датира уште поодамна. Ние снимивме еден проект исто пред 10 години, 2015 го издадовме. Исто беше насловен Dream Team и пријателите, меѓутоа тоа беше еден друг концепт, да кажем, повеќе беше така службен, да кажем, нели, сцена, бина и се. Овој проект е нешто друго, да, опуштен. Атмосфера, да. Му дадовме исто име Dream Team и пријателите, но има една разлика од да кажем, од тој проект. Овој ќе има и продолжение, така да е Dream Team и пријателите сега за сега број 1. Ќе има број 2, број 3, сме здрави и живи. Имавме и 25 години јубилеј, славевме. Dream Team, каде што исто така бев дел од таа прекрасна атмосфера со преубави песни. Едноставно станува збор за професионалци, музичари сите до еден. Тука нема збор. И токму затоа сте група која што е многу барана за сите разноразни свечености. Од сега па до следната година закажуваат и свадби, крштевки, што и да е, како и да е, само нека е за убаво, јас посакувам. Меѓутоа, ова што сега веќе имаат можности да погледнат и на YouTube, веќе ги поканиме сите кои што сакаат да уживаат во вашите песни, како се дружите вие со вашите колеги, со пријателите, ги имаме повеќе делови, мислам дека 4 исто така на YouTube, исто така насловени Dream Team и пријателите. Преубави песни, меѓутоа интересно е што имате спој забавна од забавната фела, меѓутоа и вие, народњаците, вака да кажем. Тоа беше и идејата, впрочем, да видат гледачите и слушателите и публиката како се дружиме ние. И тоа е една најискрена дружба и верувајте дека, како што каже и Александар Митевски, нашиот колега, не направивме ни една проба. Едноставно се договоривме да се најдеме во Воденица во 19 часот, да видиме кои песни ќе се пеат и едноставно кога се вклучија камерите од прва до последна песна е нака од срце и може да се види, нели се јаде, се пие. Да, ги побараме на видејата за одан што еве сега ние го зборуваме, еве и го гледаме во моментов, каде што да, како што кажа, многу спонтано, многу интересно, многу убаво, затоа што ние секогаш се прашуваме или пак можеби публиката се прашува дали пејачите се дружат помеѓу себе или пак еве па поготово ние па тука докажуваме поточно вие како Dream Team дека се дружите и тоа со сите се дружите. Можеби јас сигурна сум дека некој не имал време да присуствува или пак не бил тука за да биде дел од оваа прекрасна атмосфера која што ја гледаме. Па да, видите, намерно се повикани сите овие гости што се тука. Тоа се нашите најблиски соработници и колеги и пријатели пред се со кои што се дружиме и приватно сме многу блиски. Да не ги набројуваме, не знам, Зуица, Дани, Миле Кузмановски, Нал Петровски, Зуица Лазова, секако во пакет. Александар, исто така Тони е тука, нашиот многу близок пријател од ресторанот Воденица, кој што секогаш се тука за нас и е една искрена благодарност до целиот персонал и менеджмент на ресторан Воденица. Така, ем си уживате, ем се дружите, ем си пеете. Па тоа и музичарите го прават, пеат. Зборување малку поретко, вака низ песна си се разбирате. Верувате, замислата беше малце некој подруг концепт, но кога се вклучија камерите, можеби тоа траеше
5 минути и после тоа се опуштивме и јас мислам дека испадна многу поубаво и поспонтано отколку да бевме така службени. Јас би сакала во овој момент и во оваа можност да ги поздравиме, а зошто да не, во моментов и ги гледам, еве го Димитар. Сите членови би сакала да упатам поздрав до сите членови на групата Dream Team, како ваш обожавател. Да, хармоника Димитар Митровски, кларинет, саксофон Александар Ацангелов, труба Николчо Коки Коцев, на тапање Гоци Илиовски и на клавиатура и нашиот продуцент Ангел Чосев. Да. Колку време сите сте заедно како група, како членови кои што ги наброивме, има промена некоја или до сега? Димитар е последните 3 години со нас. Добро, тој и млад е. Да, млад хармоникаш. Ни гостува тука со негови исто така проекти. Да, Димитар и напоредно секогаш ни е добре дојден исто така, како член од групата Dream Team. Си снима и свој материјал, да. Чуле, колку време помина откако си ти дел од оваа група? Па, мислам дека се сеќаваш. Ти си главниот кривец. Виновник за да бидеш дел од оваа. Многу ми е драго што сум така главен виновник. Кога се вратив од Белград, да. Тоа беше 2006 година. Шестата мислам дека да, беше. И тогаш се запознав со Маријан Коцев. Со Маријан Коцев и со Коки, неговиот брат, и ете од тогаш. Ние не го избркавме, сам се замина Маријан Коцев. Да, од групата, да. Меѓутоа, ете така сакало да биде, нели? Кога нешто, кога ќе сака да работите, да излезат онака како што треба, и тоа се случува. Па да, не, јас никога сум немал амбиција да бидам пејач. Знам. Искрено, јас во Dream Team влевов како клавиатурист, како инструменталист. Но ете, да, ајде малку сега повеќе и за тебе, затоа што јас се знам. Меѓутоа ќе се посетиме малку, ќе си поразговараме и за тоа како ти започна со музицирањето, од кога го видовме твојот талент. Ајде малку да се пофалиме. Од малино за знам дека музика се занимавам од кога знам за себе. Уште од 4 годишна возраст ја добив првата хармоника и знаев што ќе бидам во животот, со што ќе се занимавам и ете до ден денес. Скоро 40 години веќе сум во музиката и мислам дека ќе завршам со тоа. Само да сме живи и здрави, она што го посакувам, и само да има убави песни. Да, кога ти беше со клавиатурата и кога сме биле по забави во нашиот роден град во Тетово, јас морам тоа да го истакнам без разлика кој да пеел со тебе. Убаво си пеат, не дека тоа воопшто не станува збор, меѓутоа твојот глас, кога ти ке решеше да испееш некоја песна, веднаш допираше до публиката и што ти велевме? Чуле, ти треба да пееш. Ајде, време е. Да, време е, така, да. И еве години се помина, ти се уште изгледаш како што си на почетокот, што ми е многу драго поради тоа. И ајде сега малку за Dream Team. Што е ова е, да, како нов проект, што го кажавме, ќе имаат можност секако дека на самиот крај гледачите да уживаат во една изведба. Јас кажав дека е моја омилена песна, па си ја избрав. Па се одбрав да си ја слушнеме ова утро, па се надевам ништо против нема да имаат гледачите. Меѓутоа, ајде за групата Dream Team. Што е она што следи, свадби, нова година каде, без разлика, времето поминува, еве ја. Да, како што кажа, нели, еве, минатата година, ноември, го прославивме нашиот јубилеј, 25 години Dream Team со Нека се множат. Благодарам. Со еден убав концерт во Македонскиот народен театар, си поминавме прекрасно. Концертот е веќе го има на YouTube. Еве ова сега последното, нели, Dream Team и пријателите. Снимаме уште еден интересен проект во Струмица. Нема да ви откријам што е, но ќе биде исто така доста интересно. Најавувам исто продолжение на овој проект. Треба еве сега да одбереме кои ќе бидат следните гости и с кои песни ќе бидат нормално. Исто ќе биде во Воденица, истиот концепт. За нова година се уште немаме ништо договорено, можеби нема да бидеме нигде, ќе одмараме малку затоа што со фамилиите. Да, сите сте фамилиарни скоро? Освен Димитар. Освен Димитар, да. Да, се уште е млад. Има време. Нека си е жив и здрав, нека си уште. Најверојатно ќе одмараме, ќе видиме, уште не знаеме за тоа. Имавме успешна година со настапи, со свирки, со свадби, со тоа. Така. Имаме и ние душа, нели, малку да одмориме. Да. Ете веќе за следната година горе-доле
се пополнета, така да само здраве да не служи да можеме да работиме. Најважното, меѓутоа вие и како Dream Team и ти како пејач од групата, секогаш сме и тука на гости во Везилка да ја раздвижиме публиката, нели да си испееме по некоја убава песна, така да Везилка е емисија која што исто ви дава простор на вас пејачите да се докажете како и сите еве што ги гледаме и пријателите, сте дел од нас. Па да, Алфа е секогаш добар домакин и ние супер се чувствуваме тука, верувајте, опуштена атмосфера, убаво, весело. И ви благодариме на тоа. Секако ние сме за тоа. Имаме уште 5 минути ќе ги искористиме, па повторно ќе ја побарам јас од режија снимката, затоа што после тоа ќе ја слушнеме и песната која што јас веќе кажав за не ја кажав. Нека биде изненадување Мислам дека не. Со Гавазова. Да, таа е моја омилена песна, но се надевам дека и на гледачите исто така ќе уживаат во истата. Еве, значи сето ова спонтано се случи, уште еднаш ќе кажеме, затоа што она атмосфера која што се доловува, јас ќе ги поканам гледачите сите во овој момент и после во утринските часови да си уживаат на YouTube, да си отворат, да погледнат за што точно и конкретно станува збор, односно какви се не песни, некои што сме ги подзаборавиле, вие тука ги пеете, меѓутоа и од забавниот дел пеачите, што сум изненадено пријатно. Секоја чест. Па песните се се договаравте или спонтано дојде? Спонтано дојде, значи пред да започнеме да снимаме ги договоривме песните, сите се тие, да кажем, авторски песни на сите учесници, нели, пејачи на овој проект и се хитови евергрини, нели, и тука не можеш да промашиш, нели. Апсолутно, да. Кога станува и самата атмосфера и ете ги, нели, како што кажа, ги покануваме гледачите да погледнат, да слушнат. Насловено на YouTube, Dream Team и пријателите. Да, на нашиот YouTube колку имаше време трајање и колку делови се? 4 мислам дека. 4 дела се, па некаде час и половина, мислам дека е. Од еден дел, така? Не, сите заедно. Сите заедно се час и половина, меѓутоа поделени, така? Да. Како што кажавме, да, зависно од тоа, имав можност на промоцијата, прекрасна промоција. Многу сте професионални во се. Значи, во изборот на начинот на кој што сакате на својата публика и на своите обожаватели, еве, да ги пречекате гостите, секоја чест за тоа. Исто морам да ве пофалам. Секоја ви чест. Па, од секогаш било така. На секој внимание му дадовте. Од сите можни кои што беа присутни, забележав дека на сите им дадовте внимание. И благодарно што се тука присутни. Да. Dream Team од секогаш значеле за една група која што многу ја држи до себе и ја почитува публиката, нели, и колегите. Така е. Може да се види, нели, ете и ти го имаш доживеано тоа неколку пати. Така е. Така да се трудиме да останеме на тоа ниво. Тоа е сето домашното воспитување. И не се вивнувате во облаци, туку сте си на земја и си ја терате работата. И затоа сме онаму каде што сме. Па да, оставаме, нели, делата зборува за нас, не треба ни. Така е, но јас морам да кажам и да си се пофалам дека гордост ми е, задоволство ми е што ти си моја фамилија. Мило ми. Морам тоа да го кажам. Да си се пофалам вака јас јавно, да. И ќе уживаме сега во музичката номера што јас ја кажав со Сузана Гавазова. Сите песни ми се убави. Меѓутоа оваа песна ме врати во минатото и многу ја сакав да ја слушам со сега за жал покојниот Зоран Дамјановски, дали беше? Зоран Дамјанов, да, тоа е песна од Кавадарци со Благица Павловска и уште не знам. Да, и групата Ројал на тоа време. Да, на тоа време. Благодарам што беше дел од нашата утринска програма. Мило да ми си беше, ги поздравиме нашите во Тетово. Поздрав до нашите во Тетово, се разбира, поздрав до цела Македонија, до цела наша фамилија, цела диаспора и сите што не гледаат. Да. Големи поздрави до сите. Уште еднаш па се гледаме за новиот проект кој што ќе следува. Тука сме, се разбира, и Везилка и утринската програма за Dream Team од се срце. Секога за вас.